Споменавте дека оваа година е најавена да биде турбулентна година. Малку се навикневме, значи вакцинирани сме, под наводници. Ке споделам две занимливости. На почеток, ова втората занимливост ќе ја проследиме и со слика и се надевам дека заради неја нема да имаме нова цензура од YouTube. Но јас ке сакам да влезе таа во снимката од проповета, па баш ме интересира дали ќе имаме нова цензура. Но првата занимливост е следнава. Еден корисник на поранешниот Twitter, а сега X или X на Илон Маск, поставил прашање, искажал желба и му поставила прашање директно на Илона Маск, му поставила прашање новава 24-та година да биде конечно да биде една нормална година во нашиот живот. После 4 луди години, така се изрази, конечно заслужуваме, би требало да имаме една нормална година. Дај Боже, сакаме и ние, но знаете што му одговорил Илон Маск? 2024 година ќе биде полуда од претходна. Мило ми е што овој одговор кај нас наидува на смеја, што значи немаме страф од такви најави, од такви одговори. Но ние зборувавме и порано и подготвени сме. Светот кој го водат лудаци, начело со архилудакот, може да очекуваме да биде само луд. И од луд, уште полуд, како што Божјата благодат се повлекува. Значи, кога светот не ни изгледал луд, кога ни изгледал многу по-нормален, сеќавајќи се на минатото, зошто било така? Заради Божјата благодат, заради Светиот Дух. Како Светиот Дух ќе се повлекува, светот ќе станува што? Полуд и полуд. Луѓето ќе стануваат се повеќе и повеќе ѕверови и се повеќе и повеќе неволји, се повеќе и повеќе неволји и катастрофи. Интересно е што при крајот на 23-та година се случи и следниот куриозитет. Не знам дали ја видовте оваа информација, може да ја видиме сликата. Дали ви е позната ова? Дали знаете што е ова? Ова е една иста слика, само во две различни времења. Сликата представува кип, статуа на апостол Петар во Буенос Ајрес, главниот град на Аргентина. Видете интересна работа. Слободно можем да речеме, сликата како што изгледала на левата слика е како што таа изгледала пред да се случи нешто. А десната слика е како сега изгледа откако се случило нешто. А што се случило? Да. Сега ќе видиме интересен куриозитет. Значи, сликата изгледала така, типичен идол, католички идол. Веројатно, самиот апостол е навреден од вакво нешто.
го прикажува него како ги држи двата клуча, така била извајана, изградена статуата, а католиците клучевите ги толкуваат како символ на папската моќ, папската власт. Погрешно толкување за тоа што точно значат клучевите, што апостол Петар ги самиот Господ Исус Христос му ги најавил дека ќе му ги даде на апостол Петар, затоа своевремено држев неколку проповеди, серија проповеди под наслов Првиот клуч и Вториот клуч, што може да се најдат во нашата архива. Исто така, на статујата околу главата на апостол Петар има ореол. Ореолот видливо ги содржи во себе и сончевите зраци, што значи како да е богот сонце насликан, како пагански идол, само што не го викаат така, туку наводно апостол Петар. Да. Во неделата 17. декември 2023 година гром удрил во статуата на апостол Петар, значи во Буенос Ајрес, во надбискупијата на Буенос Ајрес, каде што некогаш порано кардинал и надбискуп таму и во тој храм бил кој? Сегашниот папа Франциск. Молњата што удрила во статуата го разбила ореолот. Затоа во десната слика ореолот фали. Видите колку прецизен гром. Случајно нешто? Случајно нешто? Добро. Значи, главата останува цела, така? Но ореолот го снемало. И што друго направил громот? Да. Му ја откинал десната рака, баш таа, каде што ги држал клучевите, кои што католиците ги доживуваат, како ги толкуваат клучевите, како символ на папската власт и папската моќ. Инаку ова информација прв пат ја споделил на интернет еден италијански блогер. Инцидентот бил потврден од страна на католичкиот свештеник Хусто Лофеудо, ова на знаење до YouTube, ако случајно некој се осмели да каже дека ова е лажна вест. Значи, потврдено е од страна на католички свештеник од таму, од Буенос Ајрес, дека ова навистина се случило. И публикацијата, каде што тоа прв пат било објавено, тврди дека инцидентот се случил на роденденот на папата Франциск. Среќен роден ден, папа. Дали е случајно дека се случил не само на неговиот роден ден, туку еден ден пред што? Fiducia supplicans. Скоро имав таква проповед со таков наслов. Еден ден пред папата да го објави својот официјален благослов за венчавање на хомосексуалци, односно геј парови, што предизвика огромни реакции и во самата католичка црква и скандал по целиот свет. Кое Божјо предупредување? Интересно е што волку прецизен гром што го уништил ореолот и ги отстранил клучевите, власта од папската моќ. Понатаму се кажува дека според некои други католички публикации
Громот удрил во статуата која што се наоѓала само неколку метра над земјата, додека на самата катедрала громобраните се наоѓале високо на покривот на храмот. Громобраните затаиле. Овој гром морал да помине и да удри точно таму каде што Господ сакал. Интересно е што статуата на апостол Петар се наоѓа на главниот не се наоѓа на главниот влез, туку на левата страна од храмот, а лево од таа статуа се наоѓала статуата на апостол Павле, како држи железен меч во своите раце, и се разбира неговата статуа на апостол Павле воопшто не е оштетена. Интересно. Повторно имаме Божја интервенција, како е громот што ја запали Содомската црква во Масачусетс. И летоска тоа се случи, на почетокот на летото. Сега имаме гром, кој што непосредно пред да се објави Содомската декларација на сегашниот папа, волку прецизно пренесува една порака. Која е таа порака? Такму така. Падна Вавилон. Господ го мрази гревот. Господ го осудува гревот. Го осудува Вавилон, го осудува глобализмот, го осудува новиот светски поредок и предупредува дека многу бргу ќе следи огнот и многу бргу ќе следат Божите судови, Божите громови непомешани со милост, кои што ќе го запалат овој безбожен свет и во кој што единствена заштита ќе имаат запечатените праведници. Нека му е фала и слава. Амин. Нашата проповед пак ќе се занимава денес со едно прашање. Веднаш да кажам, почнавме уште во ноември месец предавања кои што одговараат на некои библиски прашања, обично поставени од верници или пријатели. Сега, овој пат не беше поставено некое прашање, меѓутоа, постои еден проблем. Прашањето е зошто христијаните тврдиме, веруваме, пишано е и во Библијата, дека Исус е Бог. Прашање кое што многу ги соблазнува и муслиманите и евреите. Повод за прашањето се тврдењата на еден мој сосед, муслиман од Топанско поле, кој што често доаѓа на нашите богослуженија. Иако денес не е тука, јас со него приватно разговарав на оваа тема. Ќе отвориме најнапред во Евангелието по Марко, 10 глава. Ова е еден текст кој што тој лично често го користи, а ја темата ја држам за сите заинтересирани пријатели, атеисти, муслимани, евреи. Зошто Исуса го нарекуваме, веруваме и сметаме дека е Бог? Сега, на велико општо прашање, кога би ги читале и цитирале сите текстови во Библијата и само во Новиот Завет, бидејќи тој би бил релевантен,
за Христовото божество, би ни требале повеќе од 10 проповеди. Но конкретно ќе се позанимаваме со следниот случај. Значи реков Марко 10 глава. Што се случува? Ќе почнеме да читаме од 17 стих. Пред тоа, само да напоменам, пред тоа, од 13 до 16 наведен е текстот каде што Исус ги благословува малите деца, кои што беа донесени кај Него, велејќи дека на такви им припаѓа Царството Божјо. И после случајот со децата, 17 стих ни вели, а кога излегуваше на пат, кој Исус, дотрча некој, вели Марко, ќе видиме кој е тој некој, дотрча некој, падна на колена пред него и го праша: Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен? Иако одговорот на ова прашање не е нашата тема, сепак само веднаш да дофрлиме, како одговорил Исус на ова прашање? Што треба да правам за да наследам живот вечен? Христовиот одговор каков е? Веднаш го упатува на заповедите. Много интересно. На заповедите го упатува. Деветнаесетиот стих. Заповедите ги знаеш. Не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно, не навредувај, вели овде. Почитувај ги татка си и мајка си. А тој му одговори и рече: Учителе, сето тоа сум го запазил уште од младоста своја. Сега знаете кој е овој? Богатиот младич. Така? И 21 стих вели: Кога погледна Исус, овој текст вели, му омиле, па рече: Уште една работа ти недостасува. Оди и продај се што имаш, раздај го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене. За жал, кога ги чува овие зборови, тој се изненади и си отиде нажален. Зошто? Зашто имаше големо богатство или беше многу богат. Но нас не интересира 18 стих. Прво што Исус му вели на неговото прашање, му одговора со прашање. Неодамна гледав едно видео каде што некој тврди, некој прашува еден евреин, мислам дека знаев кој беше евреинот, заборев, зашто вие евреите на прашање одговарате со прашање? И знаете како одговорил евреинот на тоа прашање? Па зошто да не одговараме со прашање? И сега одговорил со прашање. Богатиот младич, евреин, му поставува на Исуса, друг евреин, прашање, и што добива како одговор? Прашање. Но тоа е прашањето што нас не интересира. Исус му рече: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единствениот Бог. Сега ова е проблем. Затоа што нашиот пријател тврди дека така изгледа, демек, дека Исус, поставувајќи му го ова прашање и тврдејќи дека никој не е добар освен единствениот Бог,
како да сакал со тоа да порекне дека тој самиот е Бог. Дали тоа го мислел Исус? Значи, ако на вакво прашање, ако мене некој ме нарекол учителе добар, и јас вака одговорам, зошто ме нарекуваш добар, никој не е добар, освен единствениот Бог. Тогаш дали би било точно, во мојот случај, дали би било точно ова толкување? Да. Во мојот случај, ова толкување би било точно, ако јас вака кажев, тука што Исус вели. Значи, само Бог е добар, јас не сум добар. Дали некој од вас е добар? Но што сака Исус да каже, кога вели: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единствениот Бог. Што сака Исус да каже со овие зборови? Би сакал да прочитам што вели Елена Вајд во Коптежот на вековите, во врска со овој настан и овој случај. Во нашиот превод 397 страница. Додека така започнува главата под наслов "Едно ти не достига", додека излегуваше на пат, дотрча еден човек, падна пред него на колена и го праша: "Учителе добар, што треба да правам за да наследам живот вечен?" Момчето што го поставило прашањето бил поглавар, вели Елена Вајд. Што значи ова? Бил некој началник. Значи, преведено по наше, некој од градоначалниците или началниците по општиниве. Значи, човек на функција. Човек кој што имал угледна позиција и би имал каква таква власт. Тој имал голем имот и се наоѓал на одговорна положба. Видел како Христовата љубов се манифестирала кон децата кои биле доведени кај него. Значи, кога Исус ги благословува децата, што е во Марко е запишено веднаш пред ова, богатиот младич бил таму. Го гледал сето тоа. Видел како Исус нежно ги прима и ги зема во прегратка малите деца. И што во неговото срце се разбудила љубов кон Спасителот. Ете, во богатиот младич се разбудила искрена љубов кон Исуса. Почувствувал желба да стане негов ученик. Кој од нашите градоначалници чувствува ваква желба? Почувствувал желба да стане негов ученик. Бил толку возбуден што кога Христос одел, значи веќе си одел, нели? Бил на пат, кога излегол на патот, прочитавме. Кога Христос веќе одел по својот пат, потрчал по него, и истапил пред него, и клекнувајќи пред неговите нозе, искрено и срдечно му го поставил прашањето кое било толку значајно за неговата душа и за душата на секое човечко суштество. Учителе добар, што треба да правам за да наследам живот вечен? Зошто ме викаш добар, рекол Исус? Никој не е добар,
освен еден Бог. Зошто Исус го поставува ова прашање? Пред да прочитам како Елена Вајд продолжува тука да го коментира овие Христови зборови, би сакал ние малку да размислиме. Дали Исус одрекува дека тој самиот е добар? Значи, ако треба да ги толкуваме овие негови зборови по-муслимански, така да се изразам. Значи, ако јас ги кажев, дали јас би одрекувал дека сум добар? Да. Зошто? Зато што јас сум обичен грешник. Како и сите Адамови потомци, освен еден. Кој е тој еден? Исус. Ако Христос беше обичен човек, само човек, како што тврда уште многу пред исламот древни ереси, како што мнозина евреи повеќето така сметаат. Дали ќе можеше да биде Месија, спасител, обичен човек, дали можеше да биде Месија? Не. Зошто? Затоа што би бил грешник. За да биде спасител, за да не спаси од гревот. Месија, спасителот, ова го велам затоа што исламот тврди дека Исус е Месија. Исламот го тврди тоа, за разлика од евреите. За да биде некој спасител на паднатото човештво, треба да исполнува два услова, што било кој обичен грешник и смртник не може да ги исполни. Било кој Адамов потомок, освен тој едниот, не може да ги исполни. Прво, да биде безгрешен, значи да нема никаква мана, или, едноставно кажано, да биде добар. Какви жртви се барале во Стариот Завет, какви животни требало да се принесат на жртва според Мојсеевиот закон? Добра, совршена, без мана. Зошто? Затоа што секоја таква жртва била предслика на Христовата жртва. Христовата жртва, значи еден безгрешен живот, еден совршен живот, не само без грев, без никаква грешка, само такво совршенство да биде принесено на жртва, само таква жртва е прифатлива за Господ, за Отецот, за законот. Бидејќи само совршена праведност може да го задоволи законот. Само совршена праведност може да не покрие, да не спаси. Само во таква облека, ако се облечеме, ќе бидеме чисти, ќе бидеме спасени, оправдани, посветени и така натаму. Дали грешник можел да биде тоа? Не можел. Ако Исус одрекувал дека тој самиот е добар,
значи дека тој самиот се поистоветува со било кој обичен грешник и значи дека тој не може да биде спасител, не може да биде Месија. Некој што е исто така уште од раѓање, што би бил извалкан со гревот, затоа што, како што тврди Елена Вајд во Голопришата вековите и целото христијанство, гревот станал наследен. И му велам јас на нашиот пријател, комшијата мој. Ако Исус бил направен како и сите ние, ќе можеше ли да биде спасител? Самиот ми кажува дека не може, па се разбира не може. Што вели псалмистот? Да отвориме во уште еден познат псалм, како што ни тргна годината со псалмите. Покајничкиот Давидов псалм беше кој? Некаде 50, некаде 51, нели? Зависи која Библија ја следиме. Па не е лошо да го поканиме Наидановиќ во ова тромесечие, некаде при крај, додека се уште псалмите. Бидејќи он за псалмите беше стручњак, нели? И тогаш почна за нив да ни зборува, кога снема струја. Покајничкиот псалм, покајничката молитва, 51-иот. 5-иот стих вели: ете, овој превод вели, грешен сум роден. Грешник уште од кога ме зачна мајка ми. Како велат другите преводи? Баш ме интересира. Ме роди мајката моја. Да, обично така го познававме текстот. Благодарам. Да отвориме за момент во посланието до Римјаните, 5 глава. Да прочитаме, да се подсетиме поточно на други познати овој пат Павлови зборови во врска со оваа тема. Римјаните 5 глава, 12 стих. Што е особина на секој потомок на паднатиот Адам, значи на грешниот и смртен Адам? Што е особина која што не е случај само со еден, само со Христа? Само во Христов случај не важи тоа правило. 12 стих, Римјаните 5 глава. Затоа како што гревот влезе во светот, како? Преку еден човек. Кој е тој? Адам. А преку гревот што? Смртта. По таков начин и смртта премина на сите луѓе како? Преку еден човек, зашто сите сгрешија. Како тоа сите сгрешија? Наследно. Сигурно не значи дека детето додека него направи, кога расте, додека него направи човек првиот грев, до тогаш е беспартен, а после станува смртен. Не е така. Грешни сме од семката. Грешни сме од раѓање. Грешни сме по потекло. Само Христос е добар. Зошто? Затоа што кој е неговото потекло? Словото беше Бог. Благодарам, брат Зоран, што ги цитираше баш овие зборови денес по библиската pouка. И Јован многу се занимава. Од сите евангелисти, апостол Јован најмногу се занимава со Христовото божество, затоа што бил, живел доволно стар,
до времето кога започнувале гностиците на почеток, првите христијански ереси, кои што го порекнувале Христовото божество. Уште бил жив Јован на земјата, кога се соочил со тие први ереси, и затоа толку многу го нагласува Јован Христовото божество и во своите посланија, и во Евангелието, а исто така многу го нагласува неговото човештво, токму паднатата човечка природа, со оние познати зборови дека секој дух што не го признава Христа, дека дошол во плотта, значи во смртното тело, или телото во подобно на телото на гревот, како што вели апостол Павле. Тој е дух на антихристот. И Христос се родил во тоа смртно тело, наследено од паднатите луѓе, од грешници, од грешните луѓе, затоа ја зел човечката природа, но Христос бил, е и секогаш ќе биде Бог. Значи, кога самиот ќе кажува овие зборови, никој не е добар, освен единствениот Бог. Што сака да каже Исус со тоа? Значи, самите овие зборови, знаете, често пати може да слушнете, обично од муслиман, може да слушнете, ама тоа дека Исус е Бог, тоа апостол Павле тие работи. Тука апостол Павле забушавал Павловите посланија. Демек во Евангелијата тоа го нема, демек Евангелијата беа по јудеистички, по муслимански, да речем. А Павле тука, кога дошол, ја расипал забавата и на јудеистите, и на муслиманите, на сите. Тој Павле, расипувач на забави. Дали е така? Многу јасни зборови имаме во самите Евангелија, го споменав Јован, дека Христос е Бог. Христос е Божји син, како што е и човечки син. Христос е единородниот Божји син. Што значи тоа? Тој израз и во Евангелијата. Значи, единствениот што е по природа Божји син. Своевремено јас дискутирав и со муслимани на интернет по ова прашање, и тие велат, го признаваме Исуса за Божји син, ама во смисол како што сите верници се Божји деца. Или како што Лука го нарекува, би можел да додадам, и Адам го нарекува Божји син во родословот. Или како што Елена Вајд би рекла, кога вели за Христа, не син по создавање, Адам е каков Божји син? По создавање, создаден. Ниту син по посвојување, значи како што е покајаниот грешник, крстениот, покајаниот, оправданиот, таквите се синови Божи, како што и вели самиот Јован, а кој го примија, значи, кај своите дојде, но тие не го примија, а првата глава, таму 12 стих, а кој го примија Христа, што? Им даде власт да се наречат деца Божи, синови и керки Божи. Тоа се синови, значи, ние сме синови и керки по создавање Божи, и сите покајани верници по посвојување, посвоени синови и керки Божи, а Исус е единствено каков син Божи? По род, единороден. Исус е по род, по потекло, по природа, по божествената природа, по божествената суштина. Единствен, Он по природа син Божи.
Значи, со овие зборови, никој не е добар, освен единствениот Бог. Исус ти кажува тука дека Он самиот е Бог. Бидејќи спротивното, ако Христос порекнува или се оградува себе си, дека ја, како и другите грешници, не сум како Бог, тогаш, значи, порекнува дека, би тврдил дека е грешник, односно порекнува дека е и добар. А ако е тоа, ако не бил Он добар, ако Он бил грешник, не можеше да биде наш спасител. Дали можеше да биде и наш првосвещеник? Не. Како гласеше квалификацијата за првосвещеник и посредник? Каков првосвещеник ни требаше? Токму во посланието до евреите, 26 стих од 7 глава и 27, може да го дочитаме. Евреите 7 глава, 26 и 27 стих. Таков првосвещеник и ни требаше, свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата, кој нема потреба, како и другите првосвещеници, секојдневно да принесува жртво прво за своите гревови. Што правеа израелските првосвещеници? Според Мојсеевиот закон, на секој Јом Кипур, што прави првосвещеникот? Прво принесува жртва за себе, за неговото лично очистување и за целото негово семејство, за да може потоа да служи како посредник за целиот народ и да го принесе јарецот за Господа, Господовиот козел, за помирување, за Јом Кипур, на Јом Кипур за целиот израелски народ, кој нема потреба, како и другите првосвещеници, секојдневно да принесува жртва прво за гревовите своји, а потоа и за оние на народот, бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, откако сам себе се принесе како жртва. Зашто законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни, значи слаби, грешни, а словото на клетвата, што е по законот, го постави за првосвещеник синот, кој е вечно совршен. Тогаш зошто Христос ги поставил овие зборови? Веќе дадовме одговор. Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единствениот Бог. Или по-еврејски, никој не е добар освен еден. Бог. Христос токму тоа сакал да го каже. Зошто ме нарекуваш добар? Види како Елена Вајд коментира ова. Исус имал желба да ја провери неговата искреност и да го поттикне да каже на кој начин го смета за добар. Со други зборови, зошто ме нарекуваш добар? Што те осведочи дека јас сум добар? Но тука има нешто, да, тоа го читавме, нели? Да, тоа беше конкретниот повод. Со други зборови, ако ме признаваш за добар, а кај евреите постоело тоа како поговорка, Исус не ги измислил овие зборови. Никој не е добар освен еден. Бог. Ете, кога ние луѓето велиме штета за некој што починал или загинал, штета, беше добар човек. Што, кој критериум го имаме ние луѓето, за да кажеме дека некоја личност е добра? Тоа што мене лично ми се допаѓал, тоа што ми е пријатна таа личност. Најчесто да. Кога ќе умрат сите се добри.
Да. Но, со други зборови, каков критериум покажуваме ние, кога велиме за некој, овој добар, многу добар човек беше овој. Тоа е некој наш субјективен критериум. Значи, ми се допаѓаш, пријатен си ми. Особено ако сум видел некоја фајде од тебе, си ми помогнал ово, добар човек. Имавме порано еден брат кој што вака знаеше да каже: тој, многу добар човек, никад ме нема увредено. Значи, па да, кој е веројатност да се скараш со некој, односно, кога е поголема веројатноста да расипеш односи со некого? Со некој што многу почесто се гледаш, нели? Најмногу со оној што кога живееш заедно, нели? Ја еднаш се доаѓав со такси навака и ми кажува таксистот, муслиман исто од Топанско поле: па што да правам бе дома, пензионер, вика, пензионер, ја имам пензија, значи не мора да возам такси за пари, ама ете што ќе правам бе дома, цел ден да се седи дома, мора нешто да се работи, ќе седам дома и ќе се карам со жената. Место да седам дома и да се карам со жената, си возам јас такси. Имам времето си го трошам надвор од дома, па потоа ќе си седнам на чајджилница, на чај, па потоа ќе се видам со комши, пријатели, муабет. Не може дома да седам цел ден, се карам со жената. Наш субјективен критериум. Овој бил добар, овој бил лош, овој не чини, чурук, овој чини, злато човек, злат душа. Тоа е наш субјективен критериум. Но кога Библијата вели, кога Бог вели дали е некој добар или лош, дали е нешто добро или не е, на што мисли? Совршено. И кога Господ создаваше, што велеше? Добро беше. Добро беше. И кога човекот го создаде, и кога жената ја создаде на крај, добро беше, многу мощне добро. Какви бевме на почеток? Добри. Како излегува авионот од фабрика или БМВ-то? Како излегува? Добро. Совршено. А како е? После 10 години како е? После 10 години употреба какви се? Добро беше. Добро, според Божиот објективен критериум, или добар, значи совршен. И тоа евреите го знаеле, евреите тоа го кажувале. Никој не е добар, освен единствениот Бог. Според тоа, ако ти, богат евреину, учен евреину, началник, поглавар, ако ти ме нарекуваш добар, што сведочиш со тоа? Што сакаш да кажеш со тоа? Нели никој не е добар, како што знаеме ние евреите, да кажеме, освен единствениот Бог? Што сакаш да кажеш со тоа? Кој те убеди или те осведочи дека сум добар? Ако сум, значи, ако ти тврдиш дека сум, значи што? Што тврдиш? Што признаваш? Дека јас сум Бог. Односно, единородниот Божи син. И ке да довршиме со копнежот на вековите. Значи, Исус имал желба да ја провери неговата искреност и да го поттикне да каже на кој начин го смета за добар. Дали увидува дека оној со кого зборува е Божиот син? Какви се вистинските чувства во неговото срце? Поглаварот, значи богатиот младич, началникот,
имал многу високо мислење за својата праведност. Постојат вакви верници помеѓу нас. Тој воопшто не претпоставувал дека има некакви недостатоци, замислете, за себе си. Тој воопшто не претпоставувал дека има некакви недостатоци, но сепак не бил потполно задоволен. Што значи тоа? Чувствувал потреба за нешто што му недостига. Значи, чувствувал дека нешто му фали. Дека не е добар. Има нешто што фали. Нешто што не е како го треба. Зар Исус не би можел да го благослови, како што ги благословил децата, и со тоа да ја задоволи потребата на неговата душа? Видите, ова чувство го имаат мнози на денес христијани. Се сеќавате кога ќе помине некој свештеник, сега, бидејќи живееме повеќе во атеистичко општество, не гледаме често такви работи, но поранешните генерации, се трчало кај свештеникот, што да земат од него, раката, да, ама тоа значи благословете оче, да земам благослов. Или поминал папата, поминал владиката, поминал некој. Трчање народ да ме благослови. Да земам благослов. И што мислат со тоа? Дека ако го добиеш тој благослов, што? Ке ти се смени животот. Како што новата година не ни го смени животот. Но, добро е да очекуваме од нешто свештено, што значи свето, од некој таков извор да очекуваме да ни се смени животот. Ама од кој? Од Христа. Значи, не папата, не свештеникот, не некој владика, не некој патриарх. Овој младич го побарал, го сакал тој благослов лично од Божиот син. Само дали знаел дека овој Божи син? Може би знаел, не ни се кажува. Не ни се кажува како тој одговорил на ова Христово прашање. Одговарајќи на тоа прашање, Исус му рекол дека е потребно да се покорува на Божиите заповеди ако сака да добие живот вечен и цитирал неколку заповеди кои укажуваат на должностите на човекот кон ближните. Одговорот на поглаварот бил потврден, сето тоа го држам од својата младост, што уште ми недостасува. Што му недостигало? Што бил проблемот? Видите, тука Елена Вајд вели, Христос чувствувал наклонетост кон ова момче. Значи, Христос имал искрена љубов и искрена грижа за спасението на оваа душа. Знаел дека бил искрен. Исус знаел дека овој младич бил искрен кога рекол сето тоа го држам од својата младост. Значи, не лажал, не дволичал, не бил лицемерен, искрено држал што од својата младост? Дали направил прелюба? Не. Дали украл? Бил богат, ама не украл. Не бил партиски мајмун. Бил началник, ама не крадел. Бил послушен на своите родители, верник во Бога, уште од мали нозе воспитуван. Искрено тврдел со искрено срце, сето тоа го држам од својата младост. Спасителот копнел во него да создаде таква проникливост која ќе го способи да ја види неопходноста за преданост на срцето и христијанска добрина. Тој копнел во него да види понизно и покајничко срце,
свесно за највозвишената љубов што треба да му се пружи на Бога, сокривајќи го својот недостиг во Христовото совршенство. Интересно е што на овој човек Исус му понудил. Не му понудил, како да е тоа некоја бизнес сделка. Понуда. Го повикал да биде негов апостол. Се слушнува за преносот. Исус го повикал овој човек да стане негов апостол. Бил богат, да. Бил на власт, да. Исус даел дека еден друг, лаком за пари, многу сличен на политикантиве денес, наскоро ќе отпадне од неговите апостоли. Исус си подготвувал тој замена за предавникот што ќе отпадне. За жал, богатиот младич ја пропуштил оваа прилика. Оди, тоа е тоа што ти недостасува. Оди, продади све што имаш, раздели го на сиромасите и дојди да бидеш мој ученик. Врви по мене. Си отиде нажален. Ја пропушти приликата да биде апостол. Да станеше апостол, ке му го знаевме и името до сега. Ке имаше статуи негови во Буенос Ајрес, од Тихиот океан до другиот брег на Тихиот океан. Од Русија до Аргентина ке имаше статуи, слики, икони, што уште не. Празник, ден негов во црковните календари. Што уште не. Сега не му го знаеме ниту името. Како се викаше овој човек? Како се викаше богатиот младич? Не знаем. Некој си, вели. Некој си. Даде Господ никој од нас да не биде некој си. Некој си, еди кој си, филјан човек. Туку да ни остане вечен споменот и името, и да добиеме и ново име во Божјето царство, како што Господ ветил, со тоа што ќе му бидеме целосно предадени, целосно предани, целосно верни, откажувајќи се од секоја мана, од секој греф, од секој недостаток. Нека му е фала и слава вечно. Амин.